Почитувани гледачи, еве сме со вас во уште едно ново издание од емисијата од своја страна, која што се емитува на телевизија Сонце. И оваа седмица, односно и ова издание, одиме со нови интересни гости, кои што ни доаѓаат едниот од Велеса, другиот од Струга. Станува збор за млади амбасадори на нашата земја кои што учествува на програмата за размена на ученици средношколци, програма наречена ЕС, која што е поддржана од Стејт департментот на Соединетите Американски држави. Велам денес добре дојде за Игор Стојков од Велес и за Ивана Китановска од Струга. Дечки, добре дојдовте во студиото на телевизија Сонце. Благодарам, Вики, ти благодарам на поканата, на тоа што дојдовме тука. Навистина ми е чест и задоволство да бидам во твојата емисија. Мислам дека ќе имаме една одлична емисија и супер ќе направиме разговор. Така, ќе почнем од дамата. Какво е чувството да се биде младински амбасадор токму на својата земја, односно на Република Македонија? Всушност тоа е многу возбудливо поради фактот дека преземаме одговорност да представиме нашата држава во друга држава, која е попозната насекаде. А воедно и учиме за нивната традиција, култура и го враќаме тоа назад. Тоа што ќе го научиме таму, го представуваме тука. Што представува младински амбасадор? Поимот младински амбасадор, пред да започнеме со програмата и со незините цели. Младински амбасадор, за разлика од тие високи дипломати и представници, се млади луѓе на возраст од како нас, 16, 17, 18 години, кои ја представуваат суштината на културата на земјата. Ние не водиме некои си високи разговори, туку она суштината, суштинското, традицијата, културата, кои сме ние да го пренесете таму? Кои сме ние да го пренесеме таму? Каде идејата токму да се пријавите на ваква програма за размена на ученици и студенти и дали може секој да се пријави на ваквите програми? Па ЕС програмата во принцип работи тотално недискриминаторски и сите ученици кои моментално се во прва или втора година во било кое средно училиште, дали државно, дали приватно, имаат право да се пријават на програмата. И она што е многу добро за програмата е тоа што не врши дискриминација на економска позадина. Ниту врз националност. Така, тука претпоставувам се е покриено, секакви трошоци. Ивана, како ти се запозна со ваквата програма? Кој, да речеме сега, ви наметна програмата дека ова постои, дека вие можете да отидете таму, да се школувате таму, да го видите тој систем на образование? Всушност, јас разбрав за програмава преку една девојче која веќе беше во Америка и решив, ајде да се пријавам да видам како е. Не очекував да влезам и кога влегов, значи кога ми се јавија дека сум добила стипендија, тоа беше као достигнување, поради тоа што кога си во Македонија и гледаш Америка, треба малку да се поработи за да се стигне до таму. А програмава, всушност со самото учествување на програмата, ти отвара многу поголеми врати. Како што кажа Игор, ние сме амбасадори, но за тоа те спремат и ако сакаш да бидеш и поголем амбасадор на земјата, па да патуваш во други држави. Колку временски бевте таму и дали временски ограничено бевте таму? Да, програмата работи стрикно од почетокот на учебната година, во таа година во која што треба да одиш, па се до завршувањето на учебната година. Некои ученици, зависи до сите тие протоколи на програмата, може да останат малце подолго, но целата група од Македонија оди на изден и се враќа на изден кој е претходно утврден од страна на програмата. А тоа е временски во рамка од една учебна година? Да, ќе му би требало да биде околу 9 до 10 месеци. Без вклучувајќи го летниот период. Так, ајде малку повеќе сега за тоа што се случуваше таму, како се одвиваше таму наставата, дали впрочем се случува исто како и кај нас, како започнавте, што е разликата, што нам ни фали, знаеме дека многу ни фали во образованието, ајде се да опфатиме. Па, всушност најголемата разлика е самиот систем. Поради тоа што во Америка, значи на секое различно место има различен систем. Не е како тука сите училишта да се водат по еден одреден систем, освен приватните нормално. Но во мои очи гледањето, значи најпрвин професорите таму многу се грижат за менталното здравје на учениците, значи не е многу натрупување со работа или со домашни задачи, или па ако не си спремен одма да го осетиш тој притисок како ученик. Но исто така и држењето на самите часови од страна на професорите. Таму имаат поголеми шанси да научат повеќе поради тоа што имаат и приходи. И имаат да гледаат проекти. Поттикнати се. Точно, така? значи
тие користат се уште, тие почнати се со технологија да користат, а ние се уште немаме, да речам, добри компјутери за И компјутера за секој дете во Точно. време на онлайн. Не настава. само, да. Така, ќе Во го Америка опфатиме и тоа. додека учев, ние немавме книги. На почетокот од годината јас очекував нели да ми дадат куп од 14 книги. Јас добив само 2 книги што ретко кога ги отворив затоа што целото нивно образование е некако префрлено на интернет и мислам дека начинот на комуникација од една страна е малци и полесен. Точно. А за училиштето зборуваме за училиштата во Америка, ние сите имаме гледано оние тинеџерски филмови од Така е, Холивуд. тоа ми беше и прашањето, дали всушност истото се случува како што ние си го имаме замислено таму? Од моја гледна страна, не би рекол дека се е исто како што се случува таму, но се изненадав кога дознав дека тоа што се случува во филмовите всушност во голема мера е точно. Се применува така. Се применува и мислам дека различноста помеѓу нашиот средношколен живот и средношколецот во Америка е тоа што целиот средношколски живот на американецот се базира на самото училиште. Точно. Настани како танцови, како матура, сите одат на матура, спортовите се многу голема работа, што највеќе децата се дружат на спортови. Дали некој игра, дали некој гледа, зависи од тоа како сакаат тие. Така. Сега, и покрај тоа што вие таму посетувавте настава, мене ме интересира што беше вашата цел, односно што требаше да представите како младински амбасадори од Република Македонија. Во месец ноември од самата програма ни е предвидено ние да направиме неколку презентации на целата заедница каде што престојуваме, што ќе опфатат се од самата наша земја, Македонија и културата на Македонија. И тоа беше, мислам дека за сите нас, неочекувано најдобриот дел од самата програма, затоа што никогаш нема да дознаеш колку е добро да зборуваш за Точно. својата земја кога си надвор од својата земја. Значи, во тој момент сите се очи допаѓа, се на вас, да речеме, ако правите презентација пред локалната црква или пред училиштето, излегуваш и ти ја представуваш твојата држава. Значи, да се биде горд на националност, на држава и најубавите работи да ги представувате и да се знае дека вие сте ги представувале. Убаво ли е тоа чувство кога зборуваш за Република Македонија? Најубавото чувство за кога зборуваш за Република Македонија е тоа што самите американци, мојата презентација беше 45 минути. Беше после школа и толку беше предвидено затоа што повеќе до деца има и автобуси што треба да си одат. На мојата презентација се одржа 3 дена затоа што не може во толку многу прашања да стасам се да објаснам за самата земја. И ме изненади тоа колку само тоа што можеби животот во Америка е поконформистички и помалку знаат за сите други земји, колку се всушност самите студенти, а имав и 15 наставници кои Извини што ќе те прекинам, сака ли да знаат? Да, тоа сака да знаат, слушнат. одговарав прашања од секоја можна сфера на самото живење, на самата култура и мислам и за храната беа најзаинтересирани затоа што им беше многу интересно и сите тие зачини, сите тие храни што ние ги имаме, тоа беше многу атрактивно за студенти. На почетокот сигурно и ти имаш добивано некои чудни прашања као дали имате коли или одите на камили во училиште, но значи се интересираат, иако не знаат за другите држави, но многу се интересираат и сакаат да научат. И потоа се гледа дека се поотворени на, да речеме, било која земја. Така е. Каков е животот таму, односно тука прашањето кое ми се наметнува е за престојот. Престојувавте кај американски семејства, што е поразлично? Се. Значи, самиот начин на живот тие, јас би рекла дека тие се поотворени и ги учат децата да бидат Можеби независни? Да, по-независни поради фактот што секој американски тинејџер, значи 99% има работи, значи тие одеа на работа за да заработат за джепарлак или за да можат да излезат во кино, што кај нас тоа е малку поразлично. Го нема тоа кај нас? Не работат? Кај нас, мислам, поретко се наоѓа тоа поради тоа што таму морат тие да работат, таков им е начинот на живот. Да, имаат можност. Но исто тако и ние тука сме потрадиционални, да кажам. Таму не живеат секој со баба, со дедо, да речеме. Тие се помали семејства. И може да се виде поразлични партнери, да речеме, да бидат разведени родителите. Тука тоа поретко малку се гледа. Но мислам сепак дека ние сме потрадиционални од американците и тие се малку поотворени. Така. Мене ми беше многу интересно за американските семејства,
тоа што тие беа навистина многу и поврзани со црквата и многу ги ценеа сите тие традиции, покрај тоа што ние имаме некое мислење дека американците се премногу на некој начин напредни и на некој начин поразлични со културата, но моето семејство каде што престојував, секоја недела на пример одевме во црква, што мене ми беше многу поразлично од тоа што ја би го правел тука, и самата црква имаше час и половина каде што пасторот на црквата зборува за како да бидеш едноставно подобар човек. Тоа беше една многу голема разлика што јас веднаш ја воочив, и самите како ги празнуваат самите празници, како ги верските и државните празници. И најубавиот мислам период на сите не беше кога беше Божик и цела таа еуфорија околу Божик. Така вие за Божик бевте таму, Да. така исто и тоа поразлично. Кои се места ги посетивте таму, односно што се ви остави некој посебен впечаток? За мене искрено беше Милоки, поради тоа што бев на NBA утакмица. И тоа значи беше огромен град кој со згради и еуфорија. Значи самиот град ти дава чувство на адреналин и возбудливост. Имаше многу места кои ги посетивме како Харли Дейвидсен, музеот за мотори и брегот на Грин Беј. Значи тоа место најголем впечаток ми остави од сите други градови кои ги посетивме. Така, колкав е предизвикот да се биде младински амбасадор од Република Македонија, токму еве во Соединетите Американски држави? Мислам дека нашата земја има многу што да понуди кога станува збор за самата култура, за самите традиции, за начинот на живот. И мислам дека многу зависи од студентите каде ќе бидат сместени. Јас бев сместен во помала средина, во понедиверзитетна средина и бев многу интересен за самите студенти, затоа што представував нешто што тие не секојдневно го гледаат во смисол на јазик, на култура и на сите тие работи. За мене не беше многу тешко, напротив беше многу лесно од проста причина што сите тие луѓе беа премногу заинтересирани за самата земја и мислам дека многу ми беше чест кога на крајот сите со моето знаме сакаат да се сликаат и сите тие работи едноставно кога си настран тоа уште многу повеќе ти прави едноставно Точно, се чест. согласувам. Сметате ли дека еден ученик треба да е, да кажам сега, поткован со знаење за нашата култура, за нашето културно богатство, нели, за оние знаменитости кои што опишуваат нашата држава, за да може еве да како младински амбасадор да го пренесе сето тоа? Апсолутно. Мислам тоа дека ни е вродено нас, како и пример некој американец да дојде тука да представува Америка, Меѓутоа ќе не знаат. секој знае да го пренесе и не секој знае што се поседуваме како македонец, не Апсолутно. секој знае. И Ќе се сложите со И мене. самата Точно, да. програма, после завршувањето на програмата, на некој начин ти налага да направиш некои работи што ќе помогнат на самата земја тука. На Па доколку ти заедница. не би ги знал сите работи од секоја можна сфера на самата земја, кога ќе отидеш во Америка нема да ги видиш другите работи што се таму, па за да можеш да споредиш и да видиш што кај нас е подобро и на што треба да го задржиме, а што е полошо, а на што треба да напредуваме и да работиме. И доколку не ги знаеш сите тие работи, твоето искуство во Америка можеби нема да биде толку добро, затоа што највеќе се учи за својата земја кога си во друга земја и кога можеш да споредуваш едно со друго. Така, колку во делот на образованието ние како систем и ние како држава се движиме на подобро и се движиме можеби кон тој добар амерички систем на образование. Мислам дека сега со ова онлайн што ќе почнуваме малку можеби да се подобриме, но се уште не се знае за тоа што уште немаме, да речеме, во технологија, да почнеме со тоа. Добро. Немаме најосновни работи кои ни Технички требаат. средства. Точно. Кога станува збор за образованието, јас сум малце и помалку политички коректен тука Да. и мислам дека Така, има нашето образование во време на пандемија на COVID-19. Имаме национална платформа која што се донесе пред неколку денови, а вие како млади успешни луѓе кои што сте посетили Америка и таму една година сте школувале, сакам да ги слушнам вашите мислења. Јас баш се огласив на самата тема, да не судам пред време, затоа што програмата уште не сме почнале со настава, но првичното тоа што го видов, програмата бара различни конфигурации и различни уреди со различна јачина на уредот, за да можеш ти да се приклучиш на самата програма. Проблемот тука е што и кога користевме програма лани или кога користат студентите програма лани, нема сите студенти доволно средства за воопшто да се вклучат во некаква програма, а не пак сега со новата програма каде што бараат јачина и процесори, не ги знам сите веќе конфигурации што они ги бараат за само некој студент да се вклучи. Значи не само што треба да имаш уред, туку треба да имаш добар уред, што мислам дека е и елитистички и мислам дека кога еден студент нема уред, мислам дека
самата онлайн програма е неуспешна. Еден студент Дали има, се мислам, губи согласна. квалитетот на образованието преку онлайн образование, или доколку сме доволно спремни, можеби тоа е и некој подобар начин на образование денес во 21 век? Значи, по моje мислење дека имаат можност студентите, значи да се вклучат на предавањето, а да не ја вклучат камерата. Дали се тие позади камерата или не се, или прават нешто друго. Не знам кај кој како ќе влијае самата програма, поради тоа што сепак мислам дека би требало да има камери, но некои не може да се во можност, така? Немаат камери или немаат техника, како што кажа Игор. Се зависи од самите ученици, кои како преземаат одговорности, но и од самите професори. Јас мислам за платформата дека можеше да биде и полесен начин на некоја друга платформа кои сите во светот ја користат, а не сега. Национално. Точно, да. Така, еве, во време на пандемија, овде ќе се надоврземе, што се случува во време на вакво образование, односно во време на пандемија со COVID-19, со програмата поддржана од Стејт департментот на Соединетите Американски држави. Може ли оваа година да се пријавуваат учениците? Како ќе се одвива целиот процес? Кој се може да се пријави? Да го објасниме на самиот крај. Оваа година сега што почнува, за жал не успеавме да испратиме или никој не успеа да испрати ученици во Америка за да и покрај тоа што одредени ученици беа селектирани да присуствуваат на програмата, оваа година нема да се праќаат ученици, но затоа сега е отворен процесот на аплицирање за ЕС програмата кој ќе трае до 15 октомври, а се отвори некаде на почетокот на септември. Секој ученик кој моментално влегува во оваа учебна година, влегува во прва или во втора година во средно училиште, во било кое средно училиште и без разлика на никаква основа може да аплицира. Има одредено некакви услови што треба да ги исполни во смисол на просек и на некои такви работи, на знаење на јазикот. Сите може да видат на интернет, да отворат на ЕС програм на Македонија и Така, тој има веб страна. има веб страна, да. Да. Така. И на самиот Американски совет и сајт, значи има многу, може и да побараат совет од предходните студенти кои биле веќе во Америка, односно од алумните, можат слободно да ни пристапат и да не прашат секакви прашања кои им паѓаат на памет за програмата и за животот во Америка, поради тоа што, како што кажавме и претходно, не е како што изгледа на телевизија или на Netflix. Так. Самиот живот е во Америка. Да се доживее, јас Точно, мислам дека. точно, да. Тоа е поентата. Што ќе им препорачате на младите ученици, на средношколците, еве вака како луѓе со искуство веќе? Јас би почнал. Нашето образование може да функционира многу подобро, но кога ние тоа ќе го побараме, кога ние тоа ќе го добиеме. Така. Самото одење во некоја странска земја и представување на својата земја, но покрај тоа учење на милион други квалитети што секој млад човек би требало да ги има, е многу добро и многу потребно во самиот 21 век за да функционираме многу подобро. И мислам најдоброто нешто што може некој да го направи е да се потруди да аплицира, да можеби ќе влезе во програмата и да го доживее тоа што ние сме го доживеале. Кога ќе влезеш во програмата, секоја 50-та сојузничка држава ти стои на располагање, односно луѓето што работат на програмата во САД може да те стават во било која земја, од Хавај, ние лани имавме ученик што беше на Точно. Хаваите, до Тексас, до Алјаска, да мрзнеш на мразот горе, или пак во Вие Флорида. бевте заедно? Не. Ајде тоа да го кажеш. Значи, секој ученик при пријавување Така. тие пополнуваат како апликација Така. за своји интереси, за хоби и ја праќаат. Од таму, па фамилиите кои се пријавуваат да земат ученик и тие пополнуваат таква пријава. Па пробуваат да најдат Да ве најслични спојат. за да не спојат. Така. Така се погодивме сите на различно место. И значи не се избира каде се оди. Така. Може да се погоди да се оди во Њу Јорк, но може да се погоди да се оди, да речеме, Канзас или Мизури. Или во некоја рурална земјица, Да. а може да бидеш и да сурфаш на Хаваите. И тоа е многу Точно. интересно и возбудливо Така. кога чекаш кај ќе Вас поминеш кога една ви година. Така е, вас кога ви Највозбудливо. кажа, еве се случува, можеби не сакам таму да одам, или можеби има и такви ситуации. Не сакам на тоа место. Мислам дека тоа е отфрлање на шанса да се види тоа место. Или вие бевте секако, како да се оди. Да се оди. така, Важно е да се оди. Така е важно. Работата е тоа што местото каде што бев јас се викаше Whitehall, Wisconsin. Кога јас го побарав на Google Maps, ме однесе во Индија. И бев као, окей, Добро. но иако беше мало место, сепак
е поинаку, секој ќе го доживее поинаку. Зависи колку си отворен тоа на фактот да одиш таму и да видиш како е. Може би си од поголем град, одиш во помала средина и тоа потешко ќе ти падне, но мислам дека треба да се биде отворен на секоја шанса која се има и да се искористи, затоа што не секој ти дава шанса да се оди во Америка. Не секој ден се пружа истата шанса. Точно. И денес сте побогати со уште едно прекрасно искуство. Дечки, јас ќе ви честитам вас како млади успешни луѓе, младински амбасадори од нашата земја, од Република Македонија, кои што толку успешно и на прекрасен начин ја представувавте скоро една година во Соединетите Американски држави. Вие сте на вистинскиот пат, ќе ви посакам уште многу успеси, да продолжите да се остварувате како млади, зрели и успешни луѓе и да се видиме само за убави работи овде. Фала Благодарам. ти, вика ни беше чест да учествуваме во твојата Точно. емисија. Навистина имавме супер разговор и фала ти уште. Благодарам на шансата за гостување. Почитувани, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Разговарам со младинските амбасадори на Република Македонија, Игор Стојков, кој што ни доаѓа од Велес, и Ивана Китановска, која што ни доаѓа од Струга. Се надевам дека и овој пат успеавме да го задржиме вашето внимание со овој интересен разговор. На самиот крај упатувам посебна благодарност до моите пријатели од бутик Мај Мода, кој што се наоѓа овде во центарот на Скопје, и до мојата шминкерка Самра и Мери. Ние се гледаме наредната среда во истиот термин. До тогаш останете поздравени.